Дали политиката како и новинарството е убаво ако навреме се замине? Таков пример е и Зоран Витанов, поранешен успешен политичар, а сега предприемач и бизнисмен. Господин Витанов, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов и пријатно се чувствувам во вашата студија. Како гледате сега на политичката состојба во Македонија кога е Мала корекција, не се чувствувам како успешен политичар. успешен бизнисмен и предприемач секако? Тоа добро, нели кажавте успешен политичар? Не, јас не ја разбрав македонската политика. Така, како поранешен политичар гледате на актуелната политичка состојба? Па, јас тогаш не ја разбирав политиката. Ја напуштив 2008, ама тогаш барем личеше на политика. Ова денеска е збирштина на неморал. И не би ни сакал да ја наречам политика. Многу назад на македонското општество со ваквата политика која што се практикува последните 4-5-6 години. Така, дали според вас ова е најлошата влада во последните 20 години? Без конкуренција. Јас од економски аспект сакам да ги гледам работиве. За жал, 6 месеци од кога дојдов на власт, јас кажав дека Македонија немала по-лоша економска влада, тогаш беше уште еден друг министер за финансии, Тездовски, мислам, се викаше, меѓутоа политиката им ја видов уште од тогаш и таа политика само оди назад и назад, практички нема економија. Воопшто нема. Во една прилика имате изјавено дека оваа влада одработува за туѓи интереси и соседни земји. И сега ќе изјавам и мислам дека тогаш можеби луѓето тоа не го гледаа, не веруваа, бидејќи немаше исход. Нели ни се ветуваше влез во Европа, идеме кај да си ја даеме ние кожата, идентитетот за влез во Европа, меѓутоа сега видовме дека всушност се работи за исклучиво туги и дури туги е благ збор, исклучиво за антимакедонски национални интереси. Оваа влада е предавничка влада. Денеска човек што ја мисли добро на Република Македонија, да ја поддржи оваа влада, по мене и по моите критериуми, мора да е или криминалец, или предавник, или неинтелигентен. Зошто е тоа така? Имаме ли политички лидери во Македонија? Не, немаме. Ние имаме полтрони кои што одработуваат за туѓи агенти. Така. Сега сте, како што рековте, успешен економист и предприемач. Така. Како ја гледате економската состојба во Македонија? Па, практички Македонија нема економија. Македонија има, како да ви кажам, са неќам, пошто кога зборам за политика, сум безчувствителен, бидејќи нема политика, ама економијата е нешто што треба да не одржи како општество, како народ, и тука внимавам кога зборувам, едноставно економијата не е оставена на економистите. Ако јас тоа неколку пати сум го кажал, еве и сега ќе ви го кажам. Економијата во моментот ја водат ДУИ. ДУИ кога имале економска програма? ДУИ се терористи. И тоа ДУИ се луѓе симнати од планина со пушка. И се наместо ние да ги политички и општествено неутрализираме, ние им дадовме да се играат со судбината на нашите семејства. И мислам дека тука се работи веќе за една санаториум ситуација, не за економија. Така, да одиме подетално. Кој е главниот проблем во економијата кај нас? Главниот проблем е што ние немаме стратегија во економијата. Проблем е што ние не ги оставаме предприемачите да водат и проблем е што оваа влада се поставува непријателски кон предприемачите. Значи, воопшто нема никаква поддршка. Ова што беше еден мал пример ќе дам. Имаше една прекрасна идеја, се викаше Фонд за иновации, кој што навистина како идеја беше многу убава. Сега гледаме како они се расфрлат со пари на нивни партиски интереси. Што прават? Они прават пародија од тоа што треба да биде извор на нови вредности. Едно општество ги водат предприемачите и иноваторите. И сега ако ние го гушиме предприемништвото, а Фондот за иновации стана извор на партиски средства, и дури и за подсмев, дури и јавно се подсмеваат кога ќе видите за какви програми дават они. И плюс нели привлекувањето на странски директни инвестиции, уште една пародија. Сега оваа влада се фали со тоа што останале или реинвестирале фирмите кои што дојдоа со привлекувањето на странски директни инвестиции од претходната влада, каде што таа сегашна влада ги критикуваше тие политики. Практично сме на дното по странските инвестиции, дури Косово е пред нас. Па ние немаме политика. И мене ме изненадува и ме разочарува фактот што е опозицијата анемична и што народот е апатичен. Јас лично не би сакал моето семејство да расте, а јас да молчам во услови на таква криминогена ситуација која што владее во Македонија, и всушност и затоа се обидувам да поттикнам барем онаа граѓанска интелигенција која што се уште остана во Република Македонија,
веќе нешто и да направиме, да покренеме, бидејќи не се надевам ни во опозицијата. Опозицијата као да им е сојузник. Мене ми изгледа дека опозицијата има едно место, што се вика Министерство за опозиција во владата на СДС. Или поточно во владата на ДУИ. Нема опозиција. Така, а од друга страна држите многу предавања и конференции низ светот. Како гледаат тие на Македонија, која ќе тоа е интересно прашање. Тие гледаат две Македонии. Ќе ви дадам еден мал пример. Имам еден од моите колеги живее и работи во Марибор. И вика Зоран скоро си реновира вика куќата во Марибор. Иначе ми е деловен партнер веќе долго време, Марко се вика, човекот словенец. И вика мајсторите, они Бауштеле го вика, мајсторите вика испаднаа дека се од Македонија. Ги од кај сте од Македонија? И вика како е во Македонија? И вика почнаа да фрлат дрвје и камења. И вика јас останав изненаден. А иначе ние со Марко работиме веќе 10 години, 11 и направивме многу убав резултат низ цел свет, не само во Европа. И таму 10% од менаџментот и од капиталот е македонски. И вика, јас им одговорив, извинете, ама изгледа вие за една Македонија зборувате, јас таа Македонија што ја знам, е шампионска Македонија. И вика, луѓето останаа збунети, а и јас останав збунет. И вика, изгледа навистина имате две Македонија. Што значи дека странците со пубави очи не гледаат самите ние? Да, странците со пубави очи не гледаат самите. Има една песна македонска, народе македонски, не знаеш кој си, што си, други подобро те знаат. Жално е што ние не веруваме во себе. Ние како народ, оваа денешна генерација, ја изгуби самодовербата. Ние како да заборавивме дека сме шампионски народ, како да заборавивме дека ние кога имаме фер плей, кога не сме узурпирани, угнетувани, кога сме остајани рамноправно на терен, ние сме победници. И јас сакам да ги разбудам овие победници во Македонија да се вратиме на таа победничка Македонија. Зошто кажувам дека сега не сме фер плей? Па ние имавме референдум кај што кажавме дека не прифаќаме промена на име. Ни се смени името, тоа значи дека ние сме окупирани. И да не набројувам, ни се смени на сила знамето. Ние имаме друго македонско знаме. Тоа значи дека сме окупирани. Ни се смени уставот. Народ каже да не се менува устав. Тоа значи дека сме окупирани. Тоа што значи? Дека не ни се остава фер плей. Затоа, да не ни се симнува самодовербата. Таму каде што ние како македонци сме остајани да играме фер плей, играме и победуваме. И тоа да не го забораваме, се работи за шампионска нација. Всушност Македонија е не случајно. Мислам дека и тоа е најголемиот проблем што боде очи. Првата империја, поставена империалистички, државнички на територија на цела светска историја. Но господин Фанов, како да не биде обичниот човек разочаран кога гледа дека основен критериум за вработување е партиска книжка? Кога започне, се извинувам, не се ќе ја прекинам. Тоа е некултурно, ама морам да ја прекинам за да. Но така е. Не е така, сега ќе ви кажам. А зошто он чека некој да го вработи? Затоа што недоволно се надградува себе си. Браво. А кој го спречува да се надградува? Веројатно, не знам, лошо кој го спречува? Сите имаме дома интернет. Така, денес кај е чистачот на улица, не само што има мобилен, има смарт телефон и има интернет. Кој го спречува додека мете улици да се надоградува? Дете на едно интервју направи, сега овде пак ќе направам. Која камера во моментот снима? Ево ова, тие што не гледат. Ги прашам, кога последен пат прочитале книга за себе едукација? Значи, вината, не е лесно ние да ја бараме. Тоа оди корени веројатно од минатото каде што сме научени дека државата треба државата е фикција, не треба никој ништо да ме обезбеди. Јас сум дојден на оваа планета да дадам, а не да земам. Јас сум дојден да дадам нова вредност. Луѓе 100 пати сум кажал, дали едно дрво, јаболкница, круша, дали прво вика дајте ми, па ќе дам или не прашува, а дава, за да се створи во сорта. Предпремништвото всушност тоа значи. Ние да се себе едуцираме, да стекнеме нова вредност што ја нема на пазарот и таа вредност да ја даеме на пазарот. Јас бев во политика, така? Видов дека не ми се допаѓа политиката. Имав две опции. Да глумам дека е добро и да аплаудирам за да земам пари, или да кажам не, ова не ми се допаѓа, ова не е во склад, слушайте ме внимателно, со мојата совест. И ова не е во склад со моите критериуми на вредност. И се што не е во склад со мојата совест и со моите критериуми на вредност го отфрлам и промовирам каква е мојата совест и какви се моите критериуми на вредности и барам истомисленици. Знаете ли што е проблемот со прошениот македонски граѓанин? Што чека друг да му ги реши проблемите. Затоа не предадоа, не украдоа, не мамат, не лажат, не оставија како риба на суво,
се дадовме и не влеговме во Европа и уште молчат. Се надеваат дека некој друг ќе мисли за него. Абе, тоа е робовски менталитет. Јас не знам кој ни го наметна тој менталитет. Ама тоа не е македонски менталитет. И ние мора да се вратиме на нашиот шампионски, слободарски, предприемачки, домакински, граѓански, македонски менталитет. И не ни е друг крив. Кој бизнис е најразвиен или е најдобро да се развива? Што би го советувале обичниот граѓанин? Во што да инвестира? Мислам во сопственото знање, во кој вид на бизнис? Или IT, во било што, еве камерманија. Ама секој дневно се надпреварува со вчерашното негово снимање со своето. Еве новинарси. Треба да бидеш подобар од сопствениот себе. Ама во било што, во сето она што пазарот го бара, денеска да кажеш дека нема работа, значи дека си слеп. Денеска има млади деца 18 години на YouTube заработуваат милиони евра. Значи, ако еден може, сите можеме. Прашањето е што ние чекаме, ние имаме психолозите, тоа го нарекуваат екстерен локус на контрола. Ние чекаме као аргат. Има ниви, ние стоиме пред нивата, ама додека газда не ми каже што да правам денес, јас сум као парализиран и чекам наредба. И кога ќе завршам денес со мојата работа, а тоа е работа што исклучува мозок, туку само мускул, и тогаш ние чекаме веднаш да бидеме платени. Па ние не сме аргати. Ние живееме во земјопоседнички крај. Ние треба да размислуваме како земјопоседници. Некој не направи, во овие 30 години не научи да размислуваме како аргати. И се викаме, а што има работа? Како нема работа? Но господине Витанов, многу е тешко кога имаш лоша финансиска состојба во семејството да чекаш успехот да дојде за... А зошто има лоша финансиска состојба во семејството? Затоа што сме чекале 30 години некој нешто да ми даде. Знаете ли зошто ние го сменивме името? Оти ни ветија 500 евра плата за влез во ЕУ. Зошто некој мене нешто да ми вети? Ако јас не сум способен сам дома да донесам 500 евра, ниту жена ми ја заслужувам, ниту децата ги заслужувам. Не заслужувам да се наречам стожер на семејството. Кој бе мене некој да ми дава 500 евра плата? И зашто само 500? Прашањето е, зошто веруваме дека сме неспособни? Во психологијата тоа се вика условена безпомошност. Некој не натерал да веруваме дека не бива. Затоа што ние имаме комплекс на пониска вредност како нација. А зашто да имаме комплекс? Па што го кажав дека сме шампионски? Како може македонската нација да има комплекс на пониска вредност кога е првата империја на планетата? Ама ние сме отишле пеш до Индија, бе, човек. Збориме за последниве 50 на години, дека имаме комплекс на пониска вредност како нација. А зошто да го имаме? Зошто јас го немам тој комплекс на пониска вредност? Што сум јас? Не сум македонец. Сте нормално. Не, ама сум учел од други луѓе. Македонските политичари ги научија македонските граѓани да бидат чекачи. Македонските политичари им ветуваат се и се што и вика, вие не се секирајте, ние ќе ви дадеме. Јас не дозволувам некој нешто да ми даде. Оти тој што ви дал ве задолжил. Ништо нема за џабе. Ништо нема за џабе. Нема бесплатен. Јас не сакам сега ти мене ништо да ми даеш, туку јас би сакал, ако можам некако тебе нешто да ти дам. Ние треба да обратно да сватиме, да видиме што, како викаше Кенеди. Не прашувај што државата може. Што можеш ти да туку ти што можеш да и каде отиде после Кенеди Америка? Америка експлодира. Сега, од кога дојде Обама, Хилари Клинтон, сегашниот овој сенилниот, не му го знам ни името тој. Не ќе ми да му го знам името Бајден, пред тоа Буш ги направија со Обама Care, Social Security и сегашната Америка стана дебилна. Та денешната Америка не е таа Америка во времето на Кенеди, кога прогресираше вака. Зашто? Затоа што во времето на Кенеди американецот се викаше што можам јас да дам за Америка. Денеска со од Обама Кер наваму, американците бараат некој нешто да им даде. И таму почнаа по припадности, толку црнци, толку хомосексуалци, толку не знам какви сексуалци, не знам какви. И што се случи? Компетентноста ја потисна припадноста и Америка почна да тоне. Што се случи во Македонија? Компетенциите ги нема, имаме припадности. И каде отиде Македонија? На дното. И сега што чекаме? Некој нешто по клуч да ми даде. Абе, јас давам. Јас сум еден од најголемите плакачи на данок. Знам дека го крадат. Ама мојата обврска, за да можам да критикувам, јас прво морам да дадам.
Јас за да имам дома оган, прво мора да ги нацепам дрвета. За да имам што да цепам дрва, Прво треба да ги обезбедите. Да ги купам. За да имам што да купам, прво треба да имам пари. Ама јас се обезбедувам. Имам интерен локус на контрола. И како тоа и јас живеам во Македонија, и тие луѓе живеат во Македонија, они чекат, они не сакат да се борат против криминалот. Они сакат нивните криминалци да ги тргнат за тие да можат да крадат. Погледнете ги ДПН и СДС. Па 30 години едно те исто. Абе луѓе сменете таа вода што тече се пие. Таа вода што стои, станува жабарник. И таму излегуваат прво жаби, полноглавци, змии, на крај и крокодили излегуваат. Нема трети избор. Кој вели дека нема? Има во 30 години покажа дека нема. Во Македонија има 2 милиони избори. Колку жители има, толку избори има. Денес да кажеш дека нема избор. Не, нема политички избор, така на Ама дали зашто мора некоја трета опција? Ама зашто мора политички избор? Нека биде економски избор. В Америка не ја држат политичарите, и тоа да ви кажам. Америка ја држат Джеф Безос, Цукербергер, Елон Маск, индустријалците, Netflix, кажете го овој, Salesforce, Силиконската долина, предприемачите ја држат Америка. Порано тоа беше J. Paul Getty, нафтната индустрија, пред тоа беше Ендрю Карнеги, челичната индустрија. Секогаш биле предприемачите. Никој, зошто Југославија беше појака? Зошто светот условно кажано и се плашеше на Југославија? Имаше индустрија. Но тоа беше и друго редување политичко. Ама имаше индустрија, имаше производство, имаше креирање на нова вредност. Денеска ние у Македонија не го цениме тој што креира нова вредност. Ние го цениме како портпаролот на ДПН му го, извинен израз, нели, народски киза, му го лепнал на портпаролот на СДС. Ама после па тие од ДУИ како ги зезнале на овие, ние сме како тој српскиот боли живот, кој како кого надиграл и надлажал. А нова вредност каде? Ние имаме погрешни критериуми на вреднување. Ние нек ни слушнав дека, за да не го именувам, не е фер, ама го почитувам заради резултатот, нек ни слушнав дека некој македонец, барем по средствата со кои што располага, као актива, има 1 милиарда евра. Па пола од коментарите беа негативни за човек. Од кај му пари? Ама не, внимавајте. Па јас обратно викам, дај Боже, ако Македонија има 30 такви луѓе, кои што располагаат со капитал од по 1 милиарда евра, тоа се 7 македонски буџети, и тоа скапи буџети, сегашните буџети. 7 државни буџети. Па ако ние имаме такви луѓе, Македонија нема да е таква сиромашна. И тие луѓе нема да дозволат, тој што е успешен, не дозволува неуспешен да го води. А бидејќи ние сме маса на неуспешни луѓе, дозволуваме, ќе си дозволам, идиоти да не водат. Кои што немат никаков концепт, кои што освен да лажат и да крадат, ништо друго не знаат. Зошто сум толку слободен да кажам дека лажат и крадат? Па не излажаат да си го смениме идентитетот дека ќе влеземе во Европска унија. Абер немаме за влез во Европска унија. Баш обратно, сега се лицитира, бидејќи не сме веќе македонци по нивното тоа што потпишале предавниците, сега се лицитира што сме уствари. Ама никој не зборува. Не се лажеме, нема да влеземе во Европска. Ама јас знам, јас и тогаш им кажав, кого славиме ние. Митра што станала мигар да влезе во Сарајев или Калеш Ангја кој што не сакала никој со нејзиното идентитет и углед да се играме. И сега ние не сме научиле ништо од историјата и се чудиме зашто сме таму кај што сме. Македонските политичари не сакаат Калешан, ги сакаат Митри. Да, ама народот зошто ги толерира? Еве да ја прашам. Зошто не ги избркаме на клоци? Еве друго нешто да ја прашам. Сменија Македонски народен театар, го сменија во Национален театар, зошто не скршивме една буква? Ме разбирате ли што ви зборам? Абсурдното е да пораката е на меѓународна заедница. Овие луѓе можеби навистина не се македонци. Ние со молчењето, што вика науката? Молчењето е знак на што? На слабост. На одобрување. Ма и на слабост. Молчењето е знак на одобрување. Ние со тоа што као народ молчиме. Од јас се знаеш какви реакции имам. А лалда ти е Зоран, како не се плашиш? Па имам 3 деца, бе. Затоа не се плашам. Од овие 3 деца сакам да живеат во држава во која што и јас сум си ја замислил како нормална држава. И ги охрабрувам и сите што имате деца, а би излезете. А има друг тип на родители. Но вие сега имате храброст затоа што немате, не зависите политички од никого. Ама никош не сум зависел. Сте зависеле кога сте биле. Не, па тоа зошто ја напушти политиката. Илузија е дека зависиш од некого. Никош од никој, голи и боси сме дојдени на овој свет и голи и боси ќе се замениме од овој свет. Се што во меѓувреме добиваме и како арно и лошо е резултат на нашите критериуми на вредности. Затоа внимавај какви критериуми на вредности имаш. Оти секој во животот, таму кај што е заради тоа што нешто толерирал. Запамтете, во животот ќе добиете најмногу она што најмногу го толерирате. Ако толерираме предавства, во животот ќе добиеме најмногу предавства.
Значи, внимавајте што толерирате. Јас не ги толерирам. И затоа Зоран, на тебе те е лесно. Лесно ми е затоа што одбрав да не ги прифаќам овие луѓе. И не ме интересира нивната припадност. Не ме интересира дали се ДПН или СДС. Исти се. Предавници се додека не излезат. Мицко ќе го прозвам. Кога го менуваа уставот. Јас се вратив од Словенија, напуштив состанок пред парламент, Мицковски убитола, шеташе по Широксокет, беше загрижен за, не знам, за птиците у Преспанско езеро. Парафразирам, дефокус ни правеше. И сега ние ќе мислиме дека тој кога ќе дојде, ќе биде подобар. Не, тој е министер за опозиција во предавничката влада која што сега владее. Зошто не се научиме да се изразуваме со вистинските зборови? Зошто се лажеме самите себе? Да позборуваме за теми кои го сегаат обичниот човек. Тоа премиер, се темите што го. Хрватскиот премиер Пленковиќ неодамна кажа дека има казни за приватниците кои не ги намалиле цените на основните производи. Дали тоа е потребно и кај нас? Не, дозволете. Тоа е глупост. Се додека премиерот, односно политичарот, кажува какви да бидат цените, цените мора некаде на друго место да се нивелираат. Социализмот пропадна заради тоа што политичарот, а не невидливата рака на Адам Смит кажува. Ако некој изманипулира и лебот наместо 1 евро го даде 3, секогаш има некој пекар кој што доколку намирниците на вистина се напумпани цените и не се толку репроматеријалите скапи, ќе го понуди за 2. Се додека државата се меша во слободната и невидлива рака на пазарот, ние ја напуштаме економијата и влегуваме во криминалот. Сега ќе ви кажам нешто. Имаше злоупотреба токму од произведувачите на леб. Каква злоупотреба? Па затоа што ако реалната цена на еден леб е 40 денари, тие зголемија на 55. Па јас не верувам во тоа. Дозволите. Па зошто тогаш јас ти не отвориме пекара и не им понудиме на луѓето 45? Не знам, веројатно. Не, дозволете. Ако проста логика, ако некој столар ова го прави за 10.000 евра, а може да се направи за 1000 евра, ова е шанса за секој што може да го направи да го понуди за 1000 евра. Внимавајте. Во предприемништвото, во економијата, во природата, ти не можеш да ги избегнеш природните закони на баланс. Лага е, илузија е, политичарите глумат, популисти се прават, кои викат ние ве спасивме од галопирањето на цените. Така лажат овие сегашните и во Македонија. Ние вика ве спасивме. Социализмот пропадна кога почнаа да се мешат, кога почна планската економија. И сега ние избегавме од социализмот, пропадна. На што се сведе социализмот? На општ грабеж. И сега, остајте ја таа невидлива рака на економијата. Секојаш ќе има предприемач кој што ќе направи за поевтино и поквалитетно, ако пазарот и репроматеријалите тоа го дозволуваат. Лага е, верувајте ми. Значи, вие се сложувате со изјавата на Крешник Бектеши да не очекуваме чуда во намалувањето на основните производи? Кој е тој Крешник Бектеши? Еден министр. Па не го знам. Не знам што. Случајно не е министр за економија. Ако е случајно, не сакам да знам ништо за него. Што работел предходно пред да биде министер за економија? Досие непознато. Непознато? Па зошто да го толкуваме? Јас го спомнав Адам Смит. Веројатно сте чуле за Адам Смит. Се смета за татко на економијата. Мене ме интересира Адам Смит што кажал. Не ме интересира некој анонимус кој што нема педигре. Моите учители викат: Зоран, ако нешто не го покажеш, не го збори, не го знаеш. Значи, ако сакаме да разговараме за економија, прво да се завртиме за овој што разговара назад и да видиме што направил тој со економија. Адам Смит направил. Ученик на Адам Смит беше Бенџамин Франклин. Внимавајте, 3 пати го проаѓал океанот Бенџамин Франклин. Океан проаѓал со дрвен брод. Да оди и да учи од Адам Смит во Шкотска. Од која научил Адам Смит што кажувал, се враќа во Америка, ја прави слободарска Америка со уставот на Америка да има невидлива рака на пазарот. Од Бенџамин Франклин до Обама Кер, Америка одеше постојано 2,5 века во прогрес. Од која почнаа демократите во Америка да интервенираат во цени, да прават интервенилистичка политика, а не либертаријанска, Америка пропадна и се мора да печатат пари. И на крај, дури и ти и јас во Македонија, ќе мора да ја платиме таа глупост на демократите во Америка. А да не зборам за американскиот народ. Аман, луѓе, ве молам, не интервенирајте на пазарот. Оставите го пазарот да функционира како што знаеме.
Така, и за крај да ве прашам, значи дали власта ја користи војната во Украина сега и претходно короната за изговор за нивната неспособност? Секој неспособен наоѓа изговори, а секој способен бара резултат. Кога ќе слушате некој дека ви зборува за изговори, вие во вашите уши слушајте како ви вели дека е неспособен. Господин Витанов, ви благодарам за интервјуто и се Ми надевам беше дека оние што ќе го гледат и ќе научат нешто од вашите совети. Ми беше чест и јас се надевам. И не се совети, препораки се. Не давам совети, ама препорачувам.